Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе говориме за антибиотици, ензими и други корисни хемиски соединенија кои можеме да ги изолираме од фунги или исто така познати како габи. Ќе спомнеме нешто повеќе за габите во ова видео, но првично да разгледаме за што се може да се употребат фунгите, односно од нив може да се изолираат соединенија или самите фунги, односно габи, може да учествуваат во некој хемиски процес. Можеме да изолираме ензими, така, значи амилази, целулази, протеази, кои се користат во најразлични индустрии, органски киселини, витамини, антибиотици. Првите антибиотици потекнуваат од фунги. Сте слушнале за пеницилин, така. Масни киселини, алкохол, кога добивавме алкохол, користевме квасци. Квасците се во царството на габи. Фармацевски производи, аминокиселини, рекомбинантни протеини, особено рекомбинантни протеини се протеини добиени од фунги со помош на генетски инженеринг. Ајде сега да спомнеме нешто повеќе за габите. На некој кога ќе му спомнете габи или фунги, прво што му паѓа на памет се печурки. И ако го прашате што се печурките, голем дел ќе ви кажат дека се растенија, но печурките, односно габите, не се растенија. Тие си се габи. Како што си имаме царство на растенија, царство на животни, така имаме и царство на габи. Во ред, значи тоа е сосема посебно царство на живи организми. И главно во царството на габи имаме габи кои имаат плодно тело, односно печурки, имаме мувли, значи мувлите исто така се габи, имаме квасци, значи имаме квасци, имаме лишаи кои се всушност мешавина од габи и алги. Во ред? Нормално ова е симплифицирање, но е доволно во склопот на ова видео. Инаку габиве се исто еукариоти, како животните и како растенијата, но во голем број аспекти се послични со животни него со растенија. И голем број луѓе ќе бидат збунети. Чекај, не може да бидат послични, габиве растат од земја, не се движат, ништо не прават. Така, значи, треба да бидат послични со растенија, но всушност, габите, пример еден, вишокот на јаглехидрати, односно шекери, вишокот на енергија, го складираат во форма на гликоген, што е како кај нас, кај животните. Ние го складираме како гликоген во хепарот, во мускулите, и они го складираат во форма на гликоген. Додека растенијата, вишокот на енергија, односно шекери, го складираат како скроб. Друга разлика е да габите не продуцираат енергија. Сега, мал исклучок се лишаите, али тоа е малце како мамење, бидејќи лишаите имаат алгална компонента, каде што алгите ја прават енергијата. Значи, главно габите не произведуваат собствена енергија, него они ја крадат енергијата од други организми, што е како животните. Сега, нормално постојат и некои растенија кои исто не произведуваат енергија, како некои орхидеи, но генерално растенијата преку фотосинтеза прават енергија, додека габиве ја крадат. Сега, ако ја крадат од мртви организми, во тој случај викаме дека тие се сапрофити, а ако ја крадат енергијата од живи организми, во тој случај мора да влезат во некаков сооднос, така некаков симбиотски сооднос. Значи, ако крадат од живи организми, можат да бидат паразити, каде што само габите ќе си имаат корист, додека другиот организам нема да има корист, или пак можат да бидат во муталистички сооднос, каде што и двете страни имаат некои бенефити. И ова е главно како они добиваат енергија, бидејќи голем дел од габите се всушност поврзани со растенијата. Габите им даваат минерални материи на растенијата, растенијата им даваат шекери на габите. И така си прават размена. Но, без разлика од кај добиваат енергијата, со цел да можат да растат и да се развиваат, морат да имаат метаболизам. Така, значи, морат да имаат химиски процеси и главно разликуваме примарен и секундарен метаболизам. Исто тоа го разликуваме и кај растенијата. Примарниот метаболизам го имаме и ние, го имаат и другите живи организми. Тоа е тој метаболизам кој е за јаглехидрати, за липиди, за протеини, за нуклеински киселини, односно метаболизмот кој е основен за да може организмот да биде жив.
И тоа е окей, обично тој главно не интересира, бидејќи можеме скоро истиот да го добиеме и од растенија. Иако може и примарниот да се искористи со помош на генетски инженеринг, но нема главно да збориме за тоа. Нас не интересира секундарниот метаболизам, кој го имаме и кај растенијата. Кај растенијата главно е со цел за производство на молекули кои ќе бидат употребени при стресни состојби, додека кај габите секундарниот метаболизам може да биде одговорен и за спорулација е главно за диференцијација и слично. Иако и кај растенијата може за тоа, но кај габите тоа е пофаворизирано, бидејќи габите иако влегуваат во стресни среди, значи може да имаат различни абиотички, биотички стресови врз габите. Габите обично немаат толку долг животен век, така што не е тоа ни до толку битно. Но, како и да е, овој секундарен метаболизам е многу комплексен и кај габите и кај растенијата, бидејќи има голем број метаболички патишта кои се уште не се познати, голем број ензими, и се продуцираат многу сложени биолошки активни материи, и некогаш и многу слични, кои имаат многу различни действија. Океј, значи се продуцираат многу сложни молекули кои во лабораторија многу тешко би ги добиле, така што мораме да ги искористуваме од растенија или габи. Например, знаеме дека секоја габа, печурка не се јаде, така, значи може да има најразлични материи во нејзе, или пак сите растенија имаат најразлични материи исто во нив. Така, нането има едно, камилицата има друго и така натаму. Значи, сите го имаат прилично истиот примарен метаболизам, така за живот, јагле-хидрати, липиди, протеини, али секундарниот им е различен. И е многу комплексен и специфичен и ние главно го искористуваме. И прво зашто ќе збориме се антибиотици. Сигурно сте запознаени со антибиотици, сигурно сте пиеле антибиотик и треба да знаете, и ова го потенцирам, дека антибиотици се даваат само за бактериски инфекции. Не се взимаат антибиотици за вирусни инфекции, бидејќи не помагаат. И антибиотиците главно се продуцирани од страна на фунги. Барем порано било само од фунги, денеска може и синтетски да се добијат. Постојат околу 1000 и нешто антибиотици, но главно се користат 60-тина и потекнуваат од редот Actinomycetes. Океј, значи ова е ред. И главно од двата рода Aspergillus и Penicillium. Сега, по структура, антибиотиците од Penicillium и Aspergillus се бета-лактами, имаат еден ко прстен, имаат и други функционални групи, нема навлегуваме во тоа. Океј, и главно можеме да ги поделиме на цефалоспорини и пеницилини. Сега, како делуваат? Главно делуваат на тоа да се врзуваат со едни penicillin binding proteins на клеточниот зид на бактериите, така што ја нарушуваат структурата на клеточниот зид, а бидејќи во бактеријата има многу голем притисок, едноставно изумираат бактериите, не може да одржат затворен систем. Но, интересна работа е дека поради големата употреба на антибиотици, денеска се развива антибиотска резистентност, може многу за тоа да се говори, но главно еден од механизмите е да бактериите развиле ензими кои што го деградираат антибиотикот. Значи нормално, дека вака идеме. Нормално антибиотикот влегува, дејства врз клеточниот зид, се врзува со тие протеините и клеточниот зид кога се нарушува неговата стабилност. Но имаме бактерии кои имаат развиено ензими бета-лактамази и исто така ациклази, кои што делуваат на страничните групи, другите функционални групи, не действуваат врз прстенот. Така што, чим ќе влезе антибиотикот, они го деградираат и готово, завршена е работата. Постојат и други начини, може да се испумпа антибиотикот надвор, така, значи антибиотик влекува и они го фаќаат надвор, го фрлаат. Постојат начини да се менува целта на антибиотикот и така натаму. Но главната идеја е дека ова е еден од начините со вакви ензими, така што денеска кога се даваат антибиотици, они се додадено и нешто што се нарекува клавулинска киселина, која што влијае врз ензимите, вака, тука иде, и влијае врз ензимите така што сега тие не можат да го деградираат антибиотикот. Океј? И постојано ова ќе биде како еден
бескрајен круг. Бактериите ќе развиваат нови механизми, ние ќе треба да ги спречуваме тие механизми и така натаму и така натаму. Океј, сега кога ги имаме одредените фунги кои го продуцираат дадениот антибиотик и сакаме да го изолираме, првично треба да ги доведеме фунгите во секундарниот метаболизам со цел да го продуцираат антибиотикот. И тоа се прави со лимитирање на еден од ресурсите кои користи фунгата во специфично време. Еден пример е, например, се лимитира глукозата ако сакаме да добиеме пеницилин. И кога фунгата ќе го продуцира, ти се сакаш да го одвоиш од фунгата. И ќе нормално има различни постапки, али главно понатаму преку центрифугирање, филтрација, различни растворувачи, хроматографија и други постапки. Не интересира тоа, ќе го добиеме антибиотикот во релативно чиста форма. И понатаму може да се прават и полусинтетски антибиотици, каде што малце со антибиотикот ќе се измени, така што да не биде деградиран од ензимите, али што повеќе го менуваме, тоа е помалце потентен, послабе. И тоа беше нешто општо за антибиотици. Може многу повеќе да се збори, али ова е нешто онака општо. Главната идеја е дека антибиотиците главно се произведуваат од страна на фунги. Мислам и така ги забележали, имало култура, нели, со бактерии, пеницилинот израснал и ги утепал бактериите и сватиле, ова мувливе ги тепаат бактериите. Бидејќи и тие се сепак у војна, и мувлите и бактериите. Океј, дека горе имаме некои мувли кои даваат малце по-друг вид на антибиотик, не мора да има бета-лактамски прстен, и тоа е добро да имаме разнолики антибиотици, бидејќи кога бактериите ќе развијат еден начин на резистентност, ние ќе одговориме со друг антибиотик и така цело време ќе ги вртиме. Например, овој антибиотикот произведен од прва мувла действува врз микротубулите и всушност е фунгицид, иако од фунга убива фунги, што е многу интересно. Сега малце ќе говориме за производство на ензими користејќи микроорганизми. Нормално треба да имате некои предзнаења за што се тоа ензими, за да можете да ме следите. И да започнеме. Знаеме дека микроорганизмите се користат во голем број индустрии за производство на пиво, вино, јогурт, сирење, прочистување на вода и така натаму. И во секоја од тие индустрии се користат одредени микроорганизми. Зошто? Бидејќи одредени микроорганизми имаат одредени ензими кои ни се потребни да катализираат дадена хемиска реакција, така што би се добил соодветниот продукт. Океј, значи различен ензим катализира различна хемиска реакција. Океј. Но што ако ние би ги изолирале тие ензими и би ги добиле во релативно прочистена форма, така што можеме да ги користиме само ензимите, без да ги користиме микроорганизмите. Ќе добиеме многу поголем принос, бидејќи ако користиш чист ензим, само е таа хемиска реакција ќе се одвива. Ти ако користиш микроорганизам, се одвиваат и многу други хемиски реакции кои ти не ги посакуваш. Така што со ензим ќе имаш поголем принос, ќе се одвие побрзо процесот, ќе немаме опасност од контаминација, не мора понатаму да вршиме пастеризација на продуктот или некој друг вид на стерилизација. Така што на прв поглед изгледа многу подобро да се користат само ензими, наместо да користиме микроорганизми. И во голем број индустрии може да се користат само ензими, а не може да се користат микроорганизми. Така што и таму ова би помогнало. Сега, нормално, иако има многу позитивни страни, а не се користи постојано, значи има и нешто негативно. Негативното е да не е толку лесно да изолираш ензими во големи количини. Бидејќи можеш многу лесно да ги деградираш, други изолираш, односно да ги денатурираш. Сега, и за да произведеме соодветен ензим кој нас ни е потребен, треба да искористиме и многу субстрат. Што мислам со тоа? Да речеме дека сакаме да добиеме лактаза ензим. Значи, за да добиеш лактаза, ти треба да имаш микроорганизам кој ќе ти ја произведува. Да речеме дека тоа е бактерија, може да и друг микроорганизам. Но, има еден проблем. Микроорганизмите не продуцираат ензими ако не им се потребни.
За да направи лактаза, мора да биде потребна. А за да биде потребна, единствениот субстрат на кој може да се храни треба да е лактоза. Така што ти треба да поставиш оваа бактерија во средина каде што единствениот субстрат на кој би можела да се храни е лактоза. Така што она за да не умре, мора да ја јаде лактозата, а за да ја јаде, у наводници, лактозата, она мора да направи ензим кој ќе ја деградира до попрости шекери, односно мора да направи лактаза. Сега, ти сега бактерија да прави лактаза, али ти си потрошил лактоза. Океј, значи мора на некој си начин да потикнеш бактеријата или мувлата да го прави ензимот кој тебе ти е од интерес. Зашто она не го прави онака за џабе. Мора да има причина за да го прави. И сега од кога ќе го направи, треба да се умножи, да добиеш многу бактерии, зашто ти од една бактерија нема ништо да извадиш. Треба да добиеш многу бактерии, а оди ќе ја јадат лактозава цело време, така што ти мора да додаваш лактоза. Океј, значи ти мора да додаваш и сега ќе се умножат бактериите многу и ти сега сите ќе земеш, ќе ги убиеш. Има различни начини и понатаму треба со различни постапки, значи центрифугирање, филтрација, во различни раствори се ставаат, па електрофореза, хроматографија, така натаму, со цел да го изолираш овој ензим. И нема да имаш толку голем принос. И треба да се направи некој баланс помеѓу тоа колку пари си потрошил, така, за да додаваш лактоза, која ќе ја јадат бактериите, колку ензим си добил и колку плюс си потрошил пари за изолирање на тој ензим. Некои ензими, да, многу се вредни, некои не се толку. Така што многу почесто, поисплатливо е да се користат микроорганизми, него да го прочистуваме ензимот. Иако, како што се развива технологијата, ќе имаме многу поисплатливи начини за изолирање на ензими во голема количина, така што тогаш ќе почне да се користат ензимите многу повеќе. Или плюс кога ќе развиеме добра технологија за инженирање на ензими, тоа ќе биде стварно голема револуција. Но океј, овдека еве ја гледате табелава, има некои примери, амилаза, процесирање на скроп, океј, има различни, зависно кој врски крати, дали 1.4 или 1.6. Целулаза, но целулаза мора да иде во комплет со други, мора да иде со пектиназа, инвертаза, со цел да може да се деградира, бидејќи само целулаза нема ништо да направи. Протеаза за хидролиза на протеини и така натаму. Гледате некои фунги се позастапени од други, пример Aspergillus niger, гледаме многу често. Aspergillus niger е тој мувлата на лебот, така мувла на леб која ќе ти мувлоса, тоа како црното, тоа е главно Aspergillus niger. Сега ако остане сино, тоа е веќе пеницилин, али немојте да го тоа треба доста време. Значи главно ќе биде тоа црното и тоа ќе биде Aspergillus niger. Ние го фрламе лебот, али всушност ако ти можеш да изолираш таа мувла, нези има многу ензими. Океј, тоа беше за ензимите. Следно е лимонска киселина, која се произведува користејќи Aspergillus niger, Saccharomyces lipodyltica и различни видови од кандида. И главната улога на лимонската киселина е да се користи како закиселувач во производство на сокови и многу други продукти. Некогаш ако сте свртеле да видите што содржи некој продукт, многу често ќе забележите лимонска киселина. И сега знаете всушност од кај потекнува, така значи се користат габи за нејзино производство. Овдека имате повеќе текст за кој сака може да прочита како иде процесот. Нас тоа сега во ова видео не интересира толку, затоа го ставив само како текст, а не го објаснувам. Имаме и такоична киселина, која се употребува за алтерирање на способностите за обојување на винилни полимери во производство на полимери, кои се употребуваат во емулзии на бој. И се употребува Aspergillus, два вида на Aspergillus. И гледаме Aspergillus дека многу често се спомнува. Значи има некои видови на габи, ова е например мувла, која се употребува во многу гранки на производство. Нормално различни видови се, но сепак се од истиот род на Aspergillus. И овдека повторно имате текст за како се произведува, тоа не ни е цел на ова видео, ако сака некој може да си прочита. Имаме витамини,
знаеме денеска дека се продаваат мултивитамини. Така, значи си купиш паковче на 3 таблетки кои содржат витамини. Најголем дел од таблетките се всушност филер субстанца, не се витамин, но така витамините кои се во нив се произведуваат и синтетски, бидејќи витамините често имаат проста структура, не мора да се користат микроорганизми, може да се направат во лабораторија, но некогаш е поисплатливо се користат микроорганизми. Главно за витамините B2, B12, B13, D2, C и F се користат микроорганизми и тоа Clostridium, Candida и овие да ги читам. Баја госипи и Ермотециум HB. Колку имаме бенефит од тие мултивитамини се уште има дебата, бидејќи најголем дел од студиите кои се правени укажуваат на тоа дека луѓето кои земат мултивитамини, тие кои не земаат, нема некаква разлика во колку често заболуваат или колку долго живеат, така што не е толку страшно како што може би изгледа. Аха, не внесуваш доволно витамини, вака така. Значи внесуваме доволно витамини ако јадеме разновидна исхрана. Али тоа е разговор за друг пат. За крај ќе спомнеме нешто за квасни екстракти. Односно тоа е идејата дека можеме да имаме екстракти од квасци кои можеме да ги додадеме на друга храна, така што се променат органолептичките својства на храната, односно вкусот, мирисот, бидејќи квасците имаат прилично пријатен мирис, имаат мирис како на леб, на многу зрело овошје, малце алкохолен мирис, така што најчесто ќе направи некаква промена на органолептичките својства на дадената храна и ќе биде повкусна. Исто така ќе извршат промена на макро и микро нутритивниот состав на храната, а квасците сами ќе бидат претходно убиени. Значи, ние взимаме сад, израстуваме култура на квасци, така во дадена количина, па ги убиваме квасците и тоа може да биде со помош на автолиза, каде што при одредена температура и pH квасците сами ќе активираат ензими кои ќе ги уништат, значи самите квасци ќе се самоубијат на некој начин. Може да биде под дејство на хидролиза, каде што се додава HCl и плюс температура и одреден притисок и ќе бидат уништени квасците, или плазмолиза, каде што се додава всушност сол, така што водата ќе искочи од квасците и они ќе умрат. Сега плазмолизата малце е проблематична, бидејќи ќе биде после солен квасниот екстракт, но окей, и тоа може да се користи. Првично вакви екстракти се ставале во супи, во колбаси, значи ќе направиш екстракт кој тоа е како каша може да биде, така како каша изгледа, квасците мртви што се, и може да се додава во други продукти, значи да се измени составот на другата храна. Океј, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Имаше доста набројување во ова видео, но на почеток имаше и некои интересни работи спомнавме. Океј, тоа беше се и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.